почитуван подпредседател, почитувана колешке. Вашиот говор беше мирна вода брег рони. Вие од 18 години го еродиравте македонскиот брег, ја уништивте државата, почитувани колеги, а јас сега ќе ви објаснам зошто. Знаете, спомнувавте Европска Унија, спомнавте Германија, инвестиции, и јас ќе ви кажам, бидете отворени. Зошто не им спомнавте на македонскиот народ дека нема да влезиме во ЕУ со ваков буџет како што имаме пред нас? Критериумите на Мастрихт, ако сте слушнале, велат, услов за влез во Европската Унија ние буџетскиот дефицит да не надминува 3%. Нашиот дефицит каде е, знаете ли? Со ребалансов 6,5. Не малку, дупло повеќе. Јавниот долг не треба да надминува 60%, а кај нас си замина веќе на 62,5. Ете ги условите што не ги исполнуваме дополнително за влез во Европската Унија. Следно, Германија ја спомнавте како добар пример. Да, одличен пример. Но дали исто така забележавте дека германските инвеститори, поголем процент, точно 56%, ја оцениле Македонија како место кое не е поволно за инвестирање, заради тоа што во државава наша, колеги, владее корупција, криминал и се лошо што владее. Имаме ние. Спомнавте унапредување на животната средина, но меѓу другото спомнавте озонот ќе го заштитувате со проектите што ги планирате за заштита на животната средина. Јас верувам дека тој што ви ја пишувал програмата појма нема како се заштитува озонот, бидејќи за заштита на озонот треба да се превземат одредени чекори, почитувана колешке. Еве сега да ви кажам како вие ја заштитувате животната средина и кои чекори ги превземате. Може би сте слушнале за термоцентралата Осломеј. Таму планираат да градат фотоволтаични централи, како еден еколошки енергенс. Знаете ли, владата во која сте вие дел, како го прави тоа? 2019 година го промовирате овој проект, дека ќе започне во 2020 година. Денес сме 2021 година, 5 пати пресови се прават, се излегува, се манипулира јавноста дека се грижите за заштитата на животната средина, но всушност тоа вие не го правите. Ви благодарам многу. Контрреплика, пратеничката Бектеши Шекири Сиснике, повелете.